Во петочното издание на регионалните вести ќе гледате: повторно се одложи судењето за пожарот во модуларната болница. Следното рочиште закажано за идниот месец. Изложба на илустрации на позначајните знаменитости во Тетово прикажана пред тетовци. Вештите жени со последни подготовки пред утрешната манифестација за избор на вешта жена и Гран При за 2022. Повторно се одложи судењето за пожарот во модуларната болница во Тетово. Следното рочиште е закажано за идниот месец. Двајца од обвинетите денес немаа адвокати на судското рочиште за пожарот во модуларната болница откако на првото не се појавија. Се оправдаа дека не знаеле. Судењето повторно се одложи. Судијата им наложи на Артан Етеми и Бубан Вучевски да достават полномоштво или ќе им биде одреден адвокат по службена должност за следното рочиште на 8 ноември. Изјава за медиумите даде само третиот обвинет Флорин Бесими, кој повтори дека се чувствува невин. Се што имаме да кажеме, ќе го кажеме во судот. Значи, воедно сум убеден дека со доказите што ги имаме, ќе го докажем моето невината во врска со ова трагедијата. Воедно имаме неспорни докази кои истите ќе ги приложиме во текот на судството, на судењето и со тоа сум убеден дека ќе започне процедурата и многу брзо ќе се заврши. Инаку Бесими и Етеми се обвинети за кривично дело тешки дела против општата сигурност, Вучевски за непостапување според здравствени прописи за време на епидемија, за кое се товари и правното лице Клиничка болница Тетово заедно со предизвикување општа опасност. Од сите стручни вештачења кои беа направени беше објавено дека пожарот во модуларната ковид болница во Тетово лани на 8 септември настанал како последица на електричен спој при употреба на дефибрилатор. Во оваа трагедија починаа 14 лица, од кои 12 пациенти и 2 посетители. На настан посветен на извештајот на Европската комисија, премиерот Димитар Ковачевски порача да престанат блокадите, да се обединиме државнички. Председателот Стево Пендаровски пак апелираше до сите политички чинители конструктивно да се вклучат во процесот на европската интеграција. Вчера имав гостин од странство, висока делегација. И ми каже една реченица: конечно, Европската Унија ве награди со почеток на преговори во јули оваа година. Јас си кажав, би ја парафразирал вашата реченица. Ние сме тие кои што го спасивме образот на Европската Унија. Тука. Зошто? Затоа зашто како ниедна држава требаше да донесеме одлуки кои што беа тешки и кои што предизвикуваа лоши чувства кај нашите граѓани. И јас ги делам тие чувства. Прво, ние сме единствена држава која што за да пристапи кон Европската Унија и пред тоа кон НАТО, требала да го смени името на својата држава. Второ, јас бев дел од преговорите со Република Бугарија. Тие преговори за мене и за граѓаните на оваа држава предизвикуваат чувство. Јас го имав тоа чувство. И го делам чувството на граѓаните. Како некој со нож да ви го сече стомакот. Но на крајот на денот треба да донесете одлука. Треба да донесете одлука дали државата ќе оди во Европската Унија, таму каде што има економски напредок, таму каде што има социјална правда и таму каде што има владење на демократијата. Или ќе седите дома, сами, изолирани, раскарани со сите. И ја донесов таа одлука. Зошто? Затоа зашто тие кои што беа против, тие кои што беа воздржани, не дадоа алтернатива. Која е алтернативата? Кој животен стандард го нудат? Каква иднина на новите генерации нудат? Никој не понуди таква алтернатива. Почитувани, преговорите за членство ќе траат со години. И при тоа од нас ќе се бара напуштање на старите навики и практики и испорачување на конкретни резултати.
Во таа смисла, сите треба да дадеме свој придонес. Од собранието кој има централно место во носење на европското законодавство, владата, председателот, локалната самоуправа, експертите од граѓанскиот сектор, медиумите. Ова е сериозен процес кој не трпи импровизации. Секој наш чекор, освен Брисел, ќе го следи и најдобриот судија македонската јавност. Секоја злоупотреба на овој процес за тесно партиски или лични интереси ќе значи губење на скапоцено време, кое го немаме, но што е уште поважно, ќе значи дополнително губење на и така ниската доверба на граѓаните во државните институции. А држава во која граѓаните немаат доверба, сигурно не е држава во која тие ќе сакаат да живеат. Во Тетово денес беше свечено отворена проектната единица за имплементација на проекти на ромите и другите маргинализирани општествени групи во општина Тетово. Денеска се наоѓаме на отварањето на проектната единица за имплементација на проекти за роми. Една иницијатива која потекна од општина Тетово. Голема благодарност до градоначалникот на општина Тетово за една ваква иницијатива, за отварање на една ваква проектна единица која ќе соработува со Министерството за труд и социјална политика. Веќе ние во нашето министерство имаме едно оделение кое ги имплементира проектите од стратегијата и националните акциони планови за наменети за ромската заедница. Инаку, отварањето на канцеларијата е поддржано од Ромалитико преку програмата на USAID. Се надевам дека по овој пример ќе постапат и останатите градоначалници, а по иницијативата на градоначалникот на општина Тетово се надевам дека во иднина оваа проектна единица ќе прерасне во сектор кој ќе биде пример и за останатите општини како треба да се делува на локално ниво и како треба да се поддржат иницијативите за инклузија на ромите. Комисијата за спречување и заштита од дискриминација утврди дискриминација по основ на национална припадност за основање на Сдруженијето Ванчо Михајлов. Се утврдува продолжено и повеќекратно вознемирување како потежок вид дискриминација извршено од Културниот центар Иван Михајлов Битола кон членовите, семејствата, поддржувачите и почитувачите на Сојузот на борци Битола, но и кон македонскиот народ и припадниците на сите етнички заедници во македонското општество. Се препорачува Сдруженијето Културен центар Иван Михајлов од Битола да ги отстрани сите спорни елементи во името, статутот и програмата кои предизвикуваат вознемирување, што е детално опишано во нашето мислење во рок од 45 дена и за тоа писмено да извести комисијата. Се препорачува Сдруженијето да ги отстрани сите спорни содржини на својата Facebook страница, кои предизвикуваат вознемирување во форма на давање и потикнување инструкции за вознемирување, поврзани со ликот, делото и промовирање на неговата идеологија на историската личност Иван Михајлов во најкус можен рок, но не подолго од 30 дена, како што стои во одредбите на нашиот закон. И што е најбитно, се препорачува Министерството за правда да изврши надзор над законитоста на примената на одредбите на Законот за Сдруженија и фондации согласно член 58. Алијанса за албанците одржа пресконференција пред Министерството за образование, на која побара отчет за книгите што недостигаат во училиштата од почетокот на учебната година. Значи, се наоѓаме тука пред Министерството за образование, кое со право од сега веќе може да се вика и Министерство за уништување на образованието, за да реагираме за еден истакнат проблем, недостигот на учебници за сите училишта од основно и средно образование и за сите оделенија. Веќе 44 дена од почетокот на новата година учениците немаат книги, немаат учебници, тие се стари, недостигат неколку страници, имаат лоши преводи, лоша содржина, а нема никаков обид за истите недостатоци да се поправат и учениците да го добијат
елементарното право да добијат учебници. Од друга страна, многу наставници се жалат дека треба да трчат од фотокопирница на друга за да ги обезбедат основните услови, основните учебници со кои треба да научат учениците. Освен тоа има и истакнати проблеми, насилство во училиштата и тоа е нормално кога ташните се празни и нема книги, таму ќе има место за ножеви, за наркотици и за други недозволени предмети за училиштата. Срамна е оправдувањето на министерот дека овој проблем е многу стар, имајќи предвид дека неговите претходници било од истата партија, Демократската унија за интеграција, и како второ, негова работа не е да ни раскажува приказни или да се оправдува дека проблемот е стар, туку тој е таму да го реши проблемот. Ги повикуваме сите други политички партии, невладините организации, медиумите од сите нивоа да реагираме и да се обединеме во оваа битка за нашите деца, за учениците, да го добијат барем елементарното право, тоа е обезбедувањето на учебниците. Изложба на илустрации на која се прикажани позначајните знаменитости во Тетово вчера вечер во просториите на центарот Лоја беше премиерно прикажана пред тетовци. Изложбата е дело на турската уметница Айсун Алтиндак. Мапирање на Тетово. Вака е насловена изложбата на илустрации која што вчера вечер во просториите на центарот Лоја во Тетово премиерно беше представена пред тетовци. Изложбата ја красат слики со позначајните знаменитости во Тетово, а истовремено истата представува и уметнички осврт на секојдневието во градот. Илустрациите се дело на турската уметница Айсун Алтиндак, која што во Тетово престојува извесно време, а токму тоа и помогнало во запознавање на културно-историски сегмент на градот Подчара, преточен низ нејзините илустрации. Изложба односно еден уметнички осврт на градот Тетово. Изложбата се вика Мапирање на Тетово, у суштина не е класично мапирање, туку е еден уметнички осврт на целиот корпус на животот во Тетово, не со тоа класично мапирање, то сите компоненти из нашето секојдневие. Така тука ќе гледате не само тоа што е реков класично мапирање, туку ќе гледате и некои нешто што не се случува, со кои ние не сме задоволни или би сакале да бидат поинаку. Истовремено мапата е еден повик на сето тоа што може да се зачува у градот, на сето тоа добро што е станато. И мапата е у суштина интерактивна. Ние наредна година може да објавиме мапа која ќе ги снема некои елементи кои ние би сакале да се поинаку. Инаку, тука автор е Айсун Алтиндак, еден познат турски уметник, писател за деца, илустратор, дизајнер и урбан скетчер. Во состав на изложбата присутните можеа да ги погледнат и цртежите посветени на Тетово, а изработени од повеќе дечиња, насликани за време на нивните работилници со турската артистка Айсун Алтиндак. Вештите жени со последните подготовки пред утрешната манифестација за избор на вешта жена и Гран При на Македонија за 2022 година. Започнаа подготовките за утрешниот избор на вешта жена и вешта жена Гран При на Македонија за 2022 година. Надпреварувачките на годинашниот републички избор за вешта жена и вешта жена Гран При на еден ден пред централната манифестација изработуваа експонати од сувомесни производи, ги завршуваа декорациите на тортите и цветните аранжмани, кои што ќе ги красат нивните маси на утрешниот настан. Денес од 10 часот па се до утре до 17 часот во ресторанот Арена се надпреварувачките за избор на вешта жена на Република Македонија и вешта жена Гран При. Овие се две категории за кои што се надеваме дека жирито во состав од 9 члена од сите градови ќе успеат да ја изберат правилно, нормално тука ќе гласа и публиката, затоа што годинава славиме и 30 години од постоење. 30 години од постоење со корени во Тетово заслужува посебно внимание и голем интерес имаме и за следење, но и за надпреварување. Надпреварувачките работеа со полна пареа, не криејќи го задоволството што се дел од ваква манифестација, која меѓу другото е синоним за дружба и долгогодишни пријателства. Подготовките се одлични, како и секоја година.
кога се работи за жена се знае. Времето е малку врнежливо, а иначе све оди како што треба. Значи, тоа од организацијата кој што се работи од производи од нашите спонзори и имаме одреден временски период каде што треба да го припремиме, а иначе и почнавме пред час време да ги правиме подготовките за нашите трпези. Се разбира декорацијата на главното јадење, декорацијата на десертот и комплетно аранжирањето на целата трпеза. Подготовките веќе започнаа пред 1 час. Се надпреваруваат 15 градови со 10-12 градови со општа категорија и 6 имаме надпреварувачки во гран-при категорија. Секоја жена се надпреварува и го представува својот град, изработувајќи ја својата маса што ја представила на општинскиот надпревар. Денес веќе истата маса ја декорира и ќе ја представува на републичкиот надпревар, подготвувајќи го главното јадење и десертот. Централната манифестација за избор на вишта жена и вишта жена Гран При ќе се одржи утре со почеток од 11 часот во ресторан Арена во Тетово, каде што гостите ќе имаат можност да ги разгледаат надпреварувачките трпези и да гласаат. Дружењето меѓу вештите жени и гостите ќе биде надополнето и со музика. Во билтенот на СВР Тетово информации за приведување и физички напади. Вчера вечер полициски службеници на СВР Тетово оделение за внатрешни работи Гостивар привеле 34 годишник од Гостиварска Лакавица, кој претходно го нарушил јавниот ред и мир во гостителски објект на улица Живко Брајковски во Гостивар. Тој е задржан во полициска станица и по целосно документирање на случајот ќе му биде изготвен соодветен поднесок. 41 годишник од Гостиварско Беловиште вчера во СВР Тетово пријавил дека во близина на Гостиварско средно училиште неговиот малолетен син физички бил нападнат од друго малолетно лице. Се расчистува и документира случајот. Вчера во полициската станица Гостивар се самопријавил 47 годишник од Гостивар, кој бил пријавен од 31 годишен гостиварец дека на паркинг пред угостителски објект во Гостивар физички го нападнал него и неговиот другар. Во нападот според пријавеното тој користел и метален предмет. Се расчистува и документира случајот и против него ќе следува поднесок. Вчера 43 годишна жителка на Тетово во СВР Тетово пријавила дека на улица ЈНА во Тетово нејзиниот малолетен син физички бил нападнат од друг малолетник, кого го познавал од порано. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот. 45 годишник од Тетовски Пирок пак вчера пријавил дека на излегување од угостителски објект во селото физички бил нападнат од неговиот соселанец, а поради нерасчистени должничко-доверителски односи. Час и половина подоцна соселанецот се само пријавил во полициска станица. Се расчистува и документира случајот. Вчера 70 годишник од Тетово во СВР Тетово пријавил дека на улица Маршал Тито во Тетово бил каснат од куче скитник. Од СВР Тетово информираат за измене сообраќаен режим за време на викендот. На 15 и 16 октомври во Тетово и во Тетовски Лешок ќе се одржат повеќе пригодни свечености по повод канонизацијата на игуменот Кирил Пејчиновиќ во Светец Кирил Лешочки. Првиот ден, сабота, од 16 до 19 часот во Лешочкиот манастир ќе биде отслужен на воскресна литургија. А во недела планирана е богослужба во црковниот храм Свети Кирил и Методи во Тетово, која ќе започне во 8 часот. Со цел непречено и безбедно одржување на престојните свечености, на кои се очекува присуство на поголем број верници, верски великодостојници и други гости. Секторот за внатрешни работи веќе реализираше и ќе спроведе повеќе активности од негова надлежност. На 16 октомври од 6 до 12 часот ќе воведе посебен сообраќаен режим на дел од улицата Тодор Циповски Мерџан, односно ќе биде забрането движење на возила на потегот од крстосницата со улицата Иво Лола Рибар до Соборниот храм. Покрај ова СВР Тетово апелира и ги замолува граѓаните да не ги оставаат нивните возила на просторот пред Соборниот храм Свети Кирил и Методи, или ако веќе им се тамо паркирани, навреме да ги отстранат, за да не бидат санкционирани и подигнати од Тетовската паек служба.
Ви благодариме на вниманието со кое не следевте. Овде ги завршуваме вестите. Пријатно.